Кога ќе ги запознаете скулптурите на Слободан Милошевски, што се вклопуваат во целината насловена конструктивна когнитивна опоненција, тогаш во целост ќе се согласите со професорот доктор Бектовиќ дека станува збор за амбициозна авторска појава, чии поетски дискурс се заснова врз постулатите на модерната европска скулптура и незините синтези. Вброен е во еден од ретките истражувачи од доменот на скулптурата, која притоа ја разбира како создавање на впечаток за идејна и визуелна целина. Фигуративно-асоцијативните скулптури, за кои се смета за еден од најдобрите изведувачи во современа Македонија, се само една основа од која тој тргнува во истражувањето на скулптурата која ги исполнува критериумите на постмодерниот уметнички исказ. Разговаравме пред отворањето на неговата самостојна изложба. Ретко имаме можност да видиме скулптури во движење во Македонија. Неколку сте автори, од кои што вие сте еден и гледам дека сте многу амбициозен. Да, кинетичката скулптура е нешто што го работам последниве 4-5 години. И ова е некое мое последно, да речем така, достигнување, на кое на гледачите сакам да им ја долова мојата идеја. А идејата е? Идејата овде на оваа поставка е еден систем сложен, составен од 3 објекти кои се движат, поставени се на мотори, можете да ги видите. Но тука е битен и многу просторот по кој се тие поставени и како гледачот влегува во него. Значи, гледачот го анимираме од повеќе аспекти. Тука и ликовниот аспект, визуелниот аспект, естетскиот, но и функционалниот аспект на самата поставка. Значи, тој влегува во поставката, имаме некакви патокази, стрелки кои го значуваат движењето на гледачот, но во исто време ја покажуваат и размената на енергијата од еден на друг објект, така да тој може да влезе во системот, да се движи низ него. Значи, освен тоа што лавиринтите посебно ве интересираат, гледам дека и геометријата ве интересира, затоа што се со прецизни геометриски линии скулптурите направени. Да, прочистување на формата извршив, да речеме, со геометријата. Знаете како што да има од некои по-природни, по форми кои се на почеток кој секој автор ги упразнува, на крај дојдов до една прочистување на геометрија која мене лично многу ми се допаѓа и која сакам понатаму да ја развивам во мојата уметност. Сега, ние како обични гледачи ова најмногу би го поврзале со објект кој што сака да летне. Па да, ја оставам можност на гледачите да си го сватат или интерпретираат тоа на свој начин. Секој според своите можности, според својата фантазија и според своето знаење за уметност. Така да, секој има право на своје гледиште и своје, да речам... И своја фантазија лична, нели? За доживување на изложбава. А она што... Еве, може би ќе го иницираме во овој момент е тоа што на Скопје му недостасуваат скулптури кои што би се движеле во правец во кој што, да кажеме, уметникот би сакал да се движат или во правец кој што им го налага природата. Па да, имаме тука можности големи за кинетичката скулптура. Кинетичката скулптура, како што знаеме, може да биде придвижувана не само од мотор, може да биде придвижувана и од воздушни некои струења, ветар и така натака. Кога би се поставила надвор, тука секако би се зел во предвид ветарот и струењето на воздухот, така да би се концепирала на онаков начин на кој што би се употребила таа воздушна сила, а во исто време би се стварила друга една сензација на движење. Било многу интересно. Природна сензација на движење, поне, да речам, стална, прекината, но поприродна и поинтересна. Како што налагаат временските услови. А кинетичката скулптура всушност е предмет на вашето интересирање, предмет на вашиот докторат. Вие ќе бидете првиот доктор на науки скулптор во Македонија. Здравје Боже, ве очекуваме тоа наскоро да бидете. Да, така е.
Јас сум на докторски студии во соседна Бугарија, во Софија, на Национална художествена академија. Како предмет и интересирање на мојот труд е кинетичката скулптура. Зошто? Па сега, тоа излегува од мене, духовно излегува Се гледа. од мене и тоа јас не можам да го спречам. Јас сум тргнат во тој правец на интересирање. Со тоа што во наредниве години ќе треба добро теоретски тоа да го подкрепам за да направам едно подлабоко, постручно и поинтересно истражување за кинетичката скулптура. За скулпторското име на Слободан Милошевски се запишани 30 групни изложби и десетина награди и признанија. Во музеот на град Скопје е поставена конструктивната когнитивна опоненција на Милошевски.